Ja повикувам црквата да стане, да ги здружиме нашите гласови во пеење на песна број 4. Славно е свето место. Славно е свето место, кај се моли народ твој. Дај ми дате навек слава, Твојо домо, Господи. Твојо дом е свето место, близу сум до тебе јас. Твојо дом е мир и радост, кај го слушам Твојот глас. В него слушам слава Бој, сладок милозвучен глас. Нова сила срце прима, и со збор нека приспас. Твојот дом е свето место, близу сум до тебе јас. Твојот дом е мир и радост, кај го слушам Твојот глас. Сиде јадо и ке минам, и ке дојдеш спасе мој. Вечно блажен јас ке можам да ти пеам славопој. Твојот дом е свето место, близу сум до тебе јас. Твојот дом е мир и радост, кај го слушам Твојот глас. Нашиот Господ е достоен да го помолиме на нашите колена, а во молитвата ќе не поведе сестра Надица. Милна Бога и милости стапваме се. Ти благодарим за ова света вистина, Господе, која што си ја открил нам, на луѓе грешни, Господе. Ти благодарим што сакаш да наговиш канали, што ја пренесеме веста, Господе, на нашите собраѓања и даве. Фала Ти, Господе, што си не удостоил со толку голема. Ние сме навистина почестени со тоа што така не возвеличуваш, што така ни го факаш нашето достоинство како луѓе кои што навистина сатаната сака да го уништи. Фала Ти, Господи, што сме достојни и фала Ти за прекрасните вистини. Те молиме, Господи, сега помогни секој што се проповеда, добродална, да допре, Господи, нашите срца. Фала Ти да досгашните. Те молиме, Господи, биди со нас, остани во нашите срца и Ти благодариме за се. Христо. Амин. Наредните мигови е времето кога сите можеме да учествуваме во давање на нашите дарови и десетоци, а јас ќе го повикам брато Драгослав да ни поведе со стихот за дарување. Боже благослов, браќа и сестри од мене. Во мојот краток живот сум имал прилика да се сретнам со многу луѓе кои што се богати и со еден таков кој што бил директор на големи компании во Европа. Те слушнале сигурно овде во Македонија за шате керамика, па се од газдата. И он вака ми викаше:
Вика да знаеш дека ова све што поседувам, вика, ништо не е моје, вика. Како викам не е тоа? Па така, вика, не е моје, вика. Вика, знаеш ли што е моје? Викам, ајде, кажи да чуем. Вика, тоа денеска, вика, ова што сум го облекол на мене, вика, тоа моментално е моје, вика, ја го носам. И тоа, вика, денеска што ќе јадам, вика, тоа што сум го искористил за себе, вика, само тоа е моје, вика. Све ова, вика, друго што гледаш, вика, ништо не е моје, вика. И се испостави дека сите овие негови зборови се вистина. Кога дојде короната, го фати, почина и стварно понел со него само тоа што е на него, што го обрекле и толку. Епа, ако само тоа е наше, што можеме тоа да понесеме ние со себе? Што вика Библијата? Само карактерот. Или само тоа како ние сме живееле и што сме оставиле на оваа земја како спомен. Сега како се доаѓа до тоа, пошто ја не познам скоро човек да не сака пари, да не сака да биде богат или да богат. Богатството е релативна ствар. А што вика Библијата за тоа? Во Пословици, 6 глава, од 6 стих па понатака, како со што не поучува. Вика, оди при мравката, о мрзливцу, наблюдувајќи ги незините патишта и биди мудар. Таа нема водич, надзорник ни настројник. Се грижи за храната, лете и прибира јадење во време на жетва. Зошто ни е потребно да имаме некој надзорник? Ево, јас сум бил у ситуација, сум имал фирма, сум работници, сите тие работи. Сега, самите работници ми викаат, кога си ти тука со нас, вика, иде работа, вика. Вика, ако те нема тебе, вика, некако не иде. И сега, јас знам зашто не иде работа. Затоа што, прво, се пушачи, за едно работно време сигурно ќе испуши 15 цигари по 5 минути, израчунајте колку е. Друга работа, ќе го земе телефонот, сигурно пола сати више ќе биде на Facebook, на Instagram, и не иде работа. И останати работи да не ги направува. Ако сум ја тука, ја не седнувам, например, седнувам за пауза, за кој имаме ручек и толку. Станувам и мене ништо друго не ме интересира. И вика, ти кога си тука иде работа. Ама на мравкава, па не и треба надзорник, она сама си собира за себе, она знае кога е жетва и она вредно работи, вика, за кога ќе дојде зима, да има во изобилие. И ние како луѓе кои што Господ не створил по негово обличје, кои што имаме разум и мозок да мислиме, а мравката нема таков разум како нас. Но искача дека е попаметна ли од нас? Па, изгледа така. Или Господ на секој од овие животни, да речеме, или инсекти, небитно, им дал одредена работа која што им е најпотребна за нив и они максимално таа ја искористуваат. Без замушување што има. Да. Така да се поучиме од сите нив, да ги извлечеме најдобрите поуки и да не собираме богатство на оваа земја затоа што ништо нема да понесеме. И замолил двајца ѓакони да дојдат да собереме во молниот дар. Или еден. Ајде, добро.
Да се помолиме. Очи Боже наш кој си горе на небото, Ти благодариме за сите благослови што си ги излил врз нас, што можеме да заработаме, што можеме еден мал дел да одвоиме за оваа црква, да може да напредува, да има секогаш доволно за сите потреби. Те молиме, Господе, Ти да го благословиш овој мал дар како рибата и ребовите, да ги умножиш, да има за се. Ова те молиме во името Христово. Амин. Кога доаѓаме кај Исуса, доаѓаме за жива вода, а ние сега ќе ја пееме песната број 26, крај животна сме река. Ќе ве замолам да станете, песна 26. Крај живота сме река ние, што гасне се каже. Исус Господ нас ме вика, на тие обали. И сега сме кај таа река, еве некај таа река, еве некај таа река, изворот на животот. На уморните Исус служи, им дава одмор сон. И нежно лечи луди рани, да биде секој страх. И сега сме кај таа река, еве некај таа река, еве некај таа река, изворот на животот. О, дојди овде, дојди сега, на Христа рака дај. Блаженство сега дојди дава, те води тој во рај. И сега сме кај таа река, еве некај таа река, еве некај таа река, изворот на животот. Седете. Сега е време да ги слушнеме информациите, а потоа братот Ванчо ќе ја со нас подели својата полка проповед. Драги браќи и сестри, еве ја да ве поздравам до ова место. Мило ме што е полека се собираме до сабајлето до сега. Имаме солидна група, но како што има една песна од Гане Тодоровски, колку сме, толку сме, толку сме. Познати зборови, иако Бог сака многу луѓе да го запознаат, но за жал, како вели Библијата, многу се повикани, а малку одабрани. Може да бидеме среќни што ние сме меѓу тие што Исус не одбра. Размислав што да споделам со вас. Нема долго да биде. Кратко размислување, се со цел да предизвика ке нас размислување за понатаму. Исус, тоест Бог, и се открива на повеќе начини. Кој е еден од, би рекол за мене, најубав начин? Бог се открива на многу начини. Мислам дека ќе сложите со мене дека најубаво се открива преку Библијата. Имаме нешто напишано кај што можеме да го читаме и сето тоа да може да ни открива дел по дел. Еве денеска би сакал да размислуваме за една вистинска сторија, вистински расказ за Захеј. Многу знаеме,
ако ве прашам, секој од вас ќе каже, како деца сме го учеле и него. Како нели, од многуте приказни што ги има во Библијата и приказната Захеј била интересантна за децата. Зошто е интересантна за децата? Зашто бил малечок по раст и така едноставно беше интересантно да се слуша приказната за Захеј. Но приказната за Захеј има сериозни совети и сериозни работи кои што еве денеска би сакал да заеднички размислуваме. Имам еден, кога зборувам за дека Бог најго сокира во Библијата, имаше еден од старите браќа од нашата црква, кој што за жале одамна почина, и он велеше вака. И јас, кога редовно читам Библијата, ја читам од почетокот до крај, но кога почнувам да ја читам, паралелно почнувам да читам и Новиот Завет. Но за разлика од читањето редовно, Новиот Завет го читам стих по стих и секој стих го анализирам и така работам. И вели секогаш откривам нови работи. Секогаш откривам нови работи. И така пробав јас некако да видам стих по стих и на вистина беве за Захеј. Сум читал многу пати, но сега кога спремав темата, видов многу работи кои што претходно не сум ги забележал. Така да еве би сакал заедно да споделам, а верувам дека читајќи и разговарајќи за оваа тема ќе предизвика мисли и кај вас за да нешто ново научиме сите заедно. Пред да поминеме да ги најдеме работите кои што се интересантни за сите нас, би го прочитал целиот тој настан. Во ова е запишано во Евангелието според Лука 19 глава од првиот стих. И кога влезе во Ерихон, минуваше низ градот. И ете некој човек по име Захеј, кој беше началник на цариницата и богат. Сакаше да го види Исуса, кој е, но не можеше од народот, зашто беше низок по раст. И истрча напред, се качи на дива смоква, за да го види, зашто требаше да мине покрај неа. И кога Исус дојде на тоа место, погледна нагоре и му рече: Захеј, слези бргу, денес треба да бидам во твојот дом. И слезе веднаш и го прими на гости со радост. И сите кои го видаа тоа почнаа да не одуваат и да зборуваат: дојде во куќата на грешен човек да си почине. Захеј стана и му рече на Господ: еве Господи, половина од својот имот ќе го дадам на сиромасите, и ако сум зел од некого нешто неправедно, ќе вратам четворно. А Исус му рече: денес му дојде спасението на овој дом, зашто и тој е Аврамов син. Зашто човечкиот син дојде да го бара и да го спаси изгубеното. Познати зборови, но еве сега да видиме работи кои што еве јас ги открив и сакам да ги споделам, а верувам дека и ние заедно ќе можеме да дојдеме во заедничка констатација. Што почитаме на почетокот? Кој беше стихот? И кога влезе во Ерихон, минуваше низ градот. Што ме асоцира ова? Еве едно прашање. Јас ова сега вака би го објаснил. Колку е убаво кога во животот на еден човек ќе се деси да Исус помине. Дали ова се десило во вашиот живот? Прашање. Знаете што? Исус поминувал низ многу улици. Ама кога малку се ми ја настина. Ама кога поминувал низ улицата каде што живеам јас или ти, Исус застанал каде? Кај мене. Поминувал многу луѓе имало, како што читавме овде. Но Исус поминувал кај мене, тоа не дека Исус посебно мене ме сакал повеќе од другите. Туку јас сум сакал да го запознам кого? И ти, сме сакале да го запознаеме Исус. И кога поминувал, ама убавината во што е? Морал Исус прво да помине, морал да дојде за да можем ние тоа да го разбереме. И колку е убаво кога човек ќе разбере дека лично Исус му дава прилика да може да го запознае. Ова е убавото нешто што се спомнува во оваа приказна за Захеј. Захеј имал прилика да во местото каде што тој живее, кој помине? Имало многу луѓе поминале. Кој да помине? Исус. Значи да ова да го запаметиме. Убавината е овде што Исус поминува. Дознаваме дека Исус е наш спасител
како што бил спасител на Захи, затоа што поминувал, како што реков, таму каде што живееме ние. Но ние може да констатираме дека и после толку години има во наводници, има многу улици каде што Исус се уште не поминал. Не поминал затоа што има многу луѓе кои што не го запознале Христос. А тоа е пораката за нас. Дека тие улици што не се поминати, Исус може да биде преку кого? Преку нас. Со ние сме тие кои што треба да пренесуваме вистината за оние луѓе кои што сакаат да го запознаат Исус. Среќата била во тоа што Исус поминувал низ Ерихон, а таму беше човекот по име Захе. Но Захе имал еден проблем. Во следното што читаме? Во 3 стих. Сакаше да го види Исуса кој е, но не можеше од народот зашто беше низок по раст. Дали овде приметуваме нешто во оваа реченица? Да. Што приметува? Проблем дека не можел да го види, сакал да го види, ама Не. Сакаше да го види Исуса, но не можеше од народот, зато беше низок по раст. Но овде јас сакам се задржам на првиот дел од стихот. Вели, сакаше да го види Исуса, запирка, кој е. За мене овде е важното зборче кој е. Кој е разликата меѓу мноштвото народ што бил таму и кој што Исус проаѓал, ама некако ги Исус проаѓал, но целта му била да застане кај овој низок човек. Што е разликата? И тоа е разликата и денеска. Овие луѓе зошто дошле? Масата што била тука, што дошла? Атракција. Значи, најголем дел од луѓето дошле како атракција, а Исус проаѓа, најде да го видиме кој е овој човек. А Захе што пишува? Захе сакаше да го види и овде пишува да разбере кој е. Ова зборче кој е ни кажува дека тој сакал да го запознае во суштината, да го запознае како спасител, што тој не сака само да го види како атракција. И таа е разликата што Исус ја видел во овој човек. Затоа некогаш кога читам мислиме дека ова случајно се десува. Не, Исус ги знае срцата, ги чита срцата и гледаме дека Захеј бил веќе припремен за кого? Бил припремен за средба, бил припремен да го менува својот живот. Значи тој он бил спремен да својот живот го предаде на Исуса. Прашањето за нас, немој никогаш да се задоволиш со површните работи. Истражувај се додека не се задоволиш дека си дознал се за Исуса. Тоа е пораката во ова зборче. Едноставно Захе не се задоволувал само да го види Исуса, тој сакал да го запознае во суштината. Затоа што спасението не е површна работа. Знаете, ние милости, вера, закон, кој ќе ги измешаме, многу луѓе го имаат кој де одвоено. Милоста. Ама Захеј сакал да навлезе длабоко во суштината на личноста Исус Христос и што се тој може да направи. Тоа е прашањето што Захеј си го поставува. Како што вели во Библијата Јован 14:6, што вели? Јас сум патот, вистината и животот. Никој не може да кај Отецот освен преку мене. Таа е таа порака што Захеј ја имал во своето срце. Најважното нешто за Захеј е тоа да го запознае кој е на вистина Исус. Тоа е прашање од најголемата важност за секого, па и за нас. Сега одиме понатаму. Имаме следен проблем. Во 3 стих, 2 дел, што прочитавме? Сакаше да го запознае, објаснивме малку подлабоко и сакаше, но што вели? Не можеше од кого? Од народот, зошто? Зошто беше низок. Кој е проблемот сега со Захеј? Што може да кажеме? Има пречка некоја тука. Значи имаме две пречки, би рекол, така? Ајде, ти за која пречка мислиш? За нискиот раст. Нискиот раст. А јас гледам друга пречка. Јас гледам пречка, вели, што вели овде? Не можеше од народот. Знаете што? Овде гледам голем проблем за Захеј. Не е толку што бил низок, туку во преносна смисла народот бил пречка. А јас ова го разбирам дека кога ние сакаме
запознаеме Христа, има луѓе кои што се попречуваат зошто? Да ни попречат да запознаеме Христа. Во оваа ситуација народот била пречка за Захей да може поблиско да запозна Исус. Ова значи во преносна смисла што можеме да кажеме? Дали некогаш да се запрашаме јас кој што му го запознал Христа да можам да бидам пречка за некого да го запознае Христа? И мислам треба да и овој дел е многу битен да го разбереме. Знаете што можеби некој гест не сме ни спремни да од најразлични причини за некој што сака да го разбере, да го прифати Исуса, да ние бидеме пречка. На најразличен начин. Значи, некогаш може да биде една причина, некогаш друга, но трагично е ако ние што сме го запознали Христа, бидеме спомнати како луѓе кои што пречиме на него. Ова е прашање кој што треба секако да го размислуваме во нашиот живот и нашите постапки. Дали на некому јас му го блокирам патот за да го запознае Христа. Или пак, знаете што, кога, пример еден ќе ви кажам со брза помош. Овде проаѓам тука коли 3 реда, брза помош свири, застанал, не може лево, не може десно. Значи едноставно блокирано, велиме човекот треба да дојде во болница. Во една прилика се најдов во Лондон, во најгустата тие што биле, значи во центарот каде што е Оксфорд Circus, значи тоа збориме центарот, има многу линии за сообраќај, беше значи околу 5 колони со возила. И само слушнав сирена како свири за брза помош, како што одеше може да се движеше со 100 км на час, колите како река си се раздвојува, проаѓаше бета запре, како што проаѓаше колите се собираа. Овој пример сакам да го малку доближам технички. Можам да бидам препрека, да не може да помине гласот на совеста преку Исуса Христа кај луѓето да го прифатат, а некогаш можеме ние да бидеме како црква која што се раздвојуваме за да може да му дадеме на човекот да го прифати Христа. Уште едно прашање, значи кое што треба длабоко да размислиме. Дали ние во нашиот живот сме оние кои што помагаме на луѓето да го запознаат или понекогаш може да бидеме и пречка. Бог да не дозволи да бидеме што? Пречка за оние кои сакаат Бог да не бидеме попречувачи на видикот на луѓето што сакаат да го прифатат Христа. Но некогаш и ние гледаме проблемот кој што ги имал Захей. Гледаме околу луѓето и гледајќи во луѓето не можеме што? Да го видиме Христос. Најважно е односот помеѓу нас и Христа и према никого друг. Секогаш кога е некој друг измеѓу, тогаш се губи смисолот. Но иако имал попреченост, ова што го читавме, Захей упорно што сакал? Сакал на вистина да го запознае кој и барал решение. Кој било решението што Захей го нашол? Да се качи на дрво. Да, еве да го прочитаме, значи 5 стих. Значи 4 и 5. И истрча напред, се качи на дива смоква за да го види, зашто требаше да мине во близина на смоквата. И кога Исус дојде на тоа место, погледна нагоре и му рече: Захей, слези бргу денес, треба да бидам во твојот дом. Дали овде можеме нешто пак да научиме од одредени работи? Што посакал да го види и се дошол кај. Да. Значи Исус не му вели, еве сега, значи можеме да мислиме, ја овде што го забележа во овој стих, Исус не му вели на Захей: слези од дрвото, поклони се пред мене, призна ги гревовите, па потоа ќе можам да разговарам со тебе. Што му вели Исус? Слези. Значи слези не за да слезеш за да ми да почити и сите работи, него слези затоа што сакам да бидам во твојот дом. Ајде прашање, зошто Исус одбрал најме, еве, го земете го животот на Исус Христос. Колку пати Исус се што правил на лице место. Најме лечел, проповедал,
И Исус може ли ова да го направи? Да. Што мислите, еве едно прашање. Зошто Исус со Захе сакал поинаку да постапи? И сакал да биде гостин во неговиот дом? Едно кратко прашање. Затоа што знам дека Захе познал Захе. Во? Исус го познал Захе, и затоа вика следи ќе дојдам кај тебе. Ама дошол дома, Зошто дома? даде прилика да се нели да му го предаде својот живот, да покаже и пред Исус и пред Сведоштво за останатите. Да, сведоштво за останатите дека ете тој е спремен да го промени својот живот и да го следи Да. Исус. Захе бил подготвен да се тргне од својот идол, од своето богатство. Да. Сакал да го сподели со другите. Да. Ова ја го разбрам својот дом, па подалеку толпата на луѓето се со цел можеби за да не ме посрамоти, не знам, барем како така го видам. Добре, и тоа има. Да, сите кажавме елементи кои што се вклучени во самиот си. Првата работа која што и мене ми дојде, а тоа е какво мислење имал народот за Захе. Лошо. Полошо што не може. Замислете сега, Исус тоа го знаел. Да Исус со Захе разговара тука, можела да се створи што? Непредизвелива атмосфера. Едноставно луѓе кажат, чекај, и зошто ова го знаеме? Затоа што кога му кажа на Захе, еве 6 стих што вели? И слези и веднаш го прими на гости со радост. А сите кои го видоа тоа почнаа да негодуваат и да зборуваат. Дојде во куќата на грешен човек да почине. Едноставно Захе бил толку омрзната личност што луѓето не го поднесувале воопшто. Исус, знаејќи го ова, сакал што? Да го избави од сите овие атмосфери што ќе се случуваат додека разговара со него, а и во толкава толкова можете ли да разговарате интимно со некого, за кој што сака да го приеме? Не може. Тоа е значи една од причините. Вие спомнавте и друга причина. Втората работа е гостопримството. Едноставно во домот се разговара по присно работите. Зошто Исус сакал да биде во домот да разговара? Зашто дома маските се тргаат. Знаете што јас надвор имам едно однесување, но дома имам друго. Ако разговараме во приватна сфера дома, ние сме спремни што? Да се отвориме повеќе. Ние можеме поискрено да разговараме и тогаш можеме да донесуваме одлуки. Втора работа која што Исус ја направил и Захе што било? Кога ќе дојде човек во дом, што се работело во минатото? А и сега е тоа така. Таму ке што има. Се споделува што? Храна. Едноставно на трпезата се разговара. Дали ова особина е присутна кај нас? да. Не ви рекол. Не знам колку пати, еве јас не сум на нивото кое што би требало да видам. Еве, прашање за секој од нас лично. Кога, колку пати сум го отворил својот дом за индивидуално за некого го повикам на ручек и да разговарам со него. Независно дали е пријател надвор од црквата, го знае Исусот, па не борувам и за луѓе кои што ги познавам. Ова е прашање кое што треба да потикне, дека ние ги сакаме луѓето, сакаме да го запознаат Христа, а никогаш не сме ги повикале каде? Во својот дом. Исус доаѓа во домот на грешникот. Нас не повикуваат луѓе. И тоа е еден начин на мисионско размислување. Но убаво е кога домот ќе се отвори за храна и заедно да се јаде со личноста која што ја сакаме. Исус многу добро го знаел тоа и затоа тоа го прави со Захе. И Захе ги прифатил искрено и радосно сето она што Исус го кажувал на него. Исус не сакал, што реков, да го стави во разговор пред множеството луѓе, зашто веќе имаме изграден лош став за него. И затоа сакал да го заштити. Но сега не можам да го сватам 7 стих. Го спомнав прескано, пак ќе го прочитам. И сите кои го видоа тоа, почнаа да негодуваат и да зборуваат. Дојде во куќата на грешен човек да почине. Зошто? Да им е криво на луѓето што Исус сака со овој човек да разговара. Ако ние сме свесни дека Исус кога разговара не е заради некои привилегии што другите ги нема,
туку се работи исклучиво за што? За спасение, за прифаќање и за промена на животот. Ние би рекле дека кога еден човек сака да го промени својот живот, како можам да бидам противник? Ова сакам во преносен смисла пак да го споделам со нас. Дали можеме ние некогаш да не се радуваме за некој човек што го менува својот живот? Не може да не се радуваме. Да, ама некогаш со постапките баш го правиме тоа. Знаете што, наместо да го храбриме, ние некако Сакаме да го ставиме. да, во некој калоп, а уствари, значи првата работа што треба да биде, тоа е значи радост за човекот што го менува. А овде гледаме спротивно. Што правиме? Што гледаме? Гледаме љубомора. Се јавува еден вид љубомора. Замислете сега на работа. Исус оди кај Захај во домот, ми се јавува љубомора во моето срце, зашто не дошло во мојот дом. Ама, разликата е во тоа што моето срце не е затоа отворено за Исус да го прими како мој спасител, туку јас сакам, знаете што ние се борат да влезат, да отидат во посетат председателот на држава, да ги покани да отидат. Ама не затоа што сакаат нешто посебно да добијат, него што да се пофали дека еве го бил кај некого, направил нешто. А разликата кај Исуса која е? Кога Исус оди во еден дом, не оди напразно. Која е целта на Исус кога влегува во срцето на Или да исцели, да каже некој утршен збор, се за добро. све е начин за да го промени начинот на животот на човекот. Затоа мислам дека и ова е исто едно прашање кој што треба да биде на високо место, а тоа е зависта, љубомората не смее да има место во нашата црква, во срцето на секој од нас. Затоа што тоа е спротивно на работата што Исус ја правил додека бил на оваа земја и кој што ни оставил пример за нас самите. Идеме понатаму Лука 19:8. Захеј стана и му рече на Господа: еве Господи, половина од својот имот ќе ја дадам на сиромасите и ако сум взел од некого нешто неправедливо ќе вратам четврно. Што мислите? Дали во разговорот дома Исус му рекол ти си непоштен? Не. Значи Исус, па што е причината да Захеј направи ваква драстична промена од човек, како пишуваше на почетокот? И Елена Вајд зборува за Захеј. Захеј бил толку лаком човек, што најме дека иако бил од еврејско потекло, но бил во служба на окупаторот и ги угнетувал своите сограѓани и земал повеќе, земал и мито, се со цел, значи, да се трупа не само за државата, туку земал и за себе си. Че тоа е вистината за него. Но Исус, кога му го покажува карактерот и спасението што му се нуди, провокацијата кај Захеј што е? Да свати дека тако како што е, не може да продолжи. И донесува како одлука, ова што да читам. Донесува одлука, не е лесна работа да направите. Замислете се една работа. Значи, ако јас на некого сум му украл, на начин што земал повеќе, да вратам четворократно. Тоа значи дека јас морам да вратам и од поштените работи. Значи, ако 4 пати вратам, едноставно и Захеј после разговорот дома со Исуса Христа бил спремен што? Не само да го врати она што го земал, туку и своето богатство е спремен да го даде целосно. Затоа што за да ги покриете сите тие работи, вие треба да бидете спремни тоа да го направите. Нели ова прекрасно нешто што Исус може да направи промена во нашите срца, како што направи промена во срцето на Захеј. Повеќе. Захеј бил толку положен на Божјата љубов, што решил да остане сиромашен повеќе отколку да го изгуби Царството Божие. Да. И средбата со Исус со отворено срце секогаш го менува човекот во секој поглед и во поглед на финансиите. Да. Значи, се сложуваме сите заедно дека Исус во срцата прави прекрасни промени. Преку овој пример што го земе. Само Исус може да ги направи тие промени. Не можеме ние сами да ги направиме, затоа што претходно Захеј не можел тоа да го направи. Но кога се сретнал со Христа во својот дом, кога целосно се отворил, тогаш можела да дојде оваа трансформација во неговиот живот. Такви трансформации
Исус е спремен да прави и кога? И денес. Па и ги прави денес. Ние сме сведоци во нашите животи, но и во животите што ги гледаме на другите луѓе. Знам примери на луѓе кои што денеска живеат, кои што сватиле и направиле драстични промени во својот живот. Може би некои луѓе прават промени, се уште срцето целосно не го дали. Но Исус преку нас и преку совеста и преку сето она што сите механизми што ги има Исус упорно прави промени во животот на луѓето. И тоа е убавината на спасението. Гледајќи како таа промена се случува и пред нашите очи. Но за жал се уште има луѓе каде што Исус се уште не поминал. Бог да ни даде сила. Еве, сакав овие работи малку да ги разјасниме заедно, но Бог да ни даде сила да наместо Христос ние сега бидеме оние кои ќе поминат низ нека улица, каде што некој ќе каже: сакам да го запознам Исуса. Кој е? Во зборчето кој е се мисли на суштината на Исуса. Не, знаете, дали да запалам среќа, дали да направам нешто трето, туку искрено го сакам. Ако поминеме во таа улица кај што таква лица ќе го бара Исуса, тогаш Исус ќе направи промена и во животот на тие луѓе. А ќе направи промена и пред се и во нашите семејства, таму каде што имаме наши луѓе кои што се уште не го запознале Христа. Бог да ни даде сила да го земеме Христовиот метод, а тоа е да бидеме преносници на веста за Исус дека брзо ќе дојде. И да таа промена се случи кај многу луѓе. Амин. Како што слушнавме, Исус донел радоста во живот на Захе, а исто и во нашиот живот. За крај на богослужението ќе испееме песната 258, Срцето да ни е радост, а и на крајот братот Ванчо ќе се помоли. Песна 258. Ќе ве замолам да станете. Срцето да ни е радост и благодатност вечна, што небат го наш вика, да сме деца негови. Везден радост, секој ден е сончев сјај, фактот ни е со Божја слава, радост води срца в рај. Божја рака нас не води и помој не брани нас, секој ден и милост дава, готвине за вечен спас. Везден радост, секој ден е сончев сјај, патот ни е со Божја слава, радост води срца в рај. Праведните напред одат по патот на правдата, кој на Христа верно служи, славата ќе влезе тој. Везден радост, секој ден е сончев сјај, патот ни е со Божја слава, радост води срца в рај. Се помолиме на Бога. Татко наш кој си во небото, Ти благодариме за Исус Христос. Ти благодариме што се уште делува во нашите срца и прави промени кои што Ти ги сакаш. Но Господе, знаеме дека си рекол дека и ние треба да бидеме Твои амбасадори, каде што ќе го продолжиме делото што Ти си го правил дека се бил на оваа земја. Ти си кажал дека Светиот Дух ни е на располагање да ги имаме. Но Господе, помогни
да сватиме дека на вистина ти брзо ќе дојдеш повторно, но сега ќе доаѓаш за да го собереш зрелото класи. Помоли да ние бидеме таквите луѓе кои што ќе бидеме твои слуги, да им помогнеме на луѓето да те запознаат дека е времето на милост. Не дозволи Господе да бидеме пречка никому. Да исто така помогни нашите срца бидат отворени за луѓето кои што те прифаќаат тебе, а исто така да ги отвориме нашите домови. Помогни да на вистина животот што го живееме на оваа земја да биде живот сличен на твојот. Да секое добро дело кој што ти го правиш прво во нашиот живот, а и во животот на нашите ближни, ти благодариме во името Исусово вечно. Амин. Амин.